Општина Гевгелија планира да воведе зонско паркирање и да го реши сообраќајниот хаос во централното градско подрачје. Општината веќе изработила проект кои улици би биле вклучени во различните зони за паркирање. Градоначалникот Сашо Поцков го презентираше планот пред гевгеличани на јавна презентација и нагласи дека ќе се спроведе анкета на веб страницата на општината на која што ќе може да се дадат сугестии и коментари. По презентацијата на проектот за зонско паркирање, Советот на општината треба да донесе одлука пошто ќе се одреди оператор и ќе се распише тендер за набавка на софтверска опрема. Со проектот се предвидени 1007 паркиралишта во центарот на градот и на главните сообраќајници. Од нив 609 се паралелни, 7 за косо паркирање, а 341 за паркирање под агол од 90 степени. Исто така предвидени се 23 паркиралишта за такси возила, 20 за лица со инвалидитет и 4 за возила со електрично полнење. Сите паркиралишта се значително поголеми од постојните и согласно новите законски одредби. Зонското паркирање е поделено по зони, појасни проектантот Миле Стојменов, нагласувајќи дека Гевгелија е еден од последните градови во земјата каде што не е воведено зонско паркирање. Гевгеличани на презентацијата имале предлози паркингот во центарот да се наплаќа за локалните жители, но не и за туристите, со оглед дека градот живее од посетите на гостите од Грција.